По 100 евра од декар ке бараат оризарите поради сушата, доколку се случи оризовите ниви да им останат без вода. Искуството тие го црпат од пред 2 години, кога ниското ниво на акумулацијата калиманци остави дури 2500 хектари без вода, а земјоделците останаа без екзистенција. Сега нивото на вода во Калиманци е исто така алармантно ниско и многу е веројатно повторно да има рестрикции на вода, но овој пат оризарите нив сакаат да ги дочекаат спремни. Значи, браната е испразнена. Околу 35 милиона кубика има. Што значи тоа? Значи дека ќе останат 50% неподни. Сите тие површини што ќе бидат оставени по 50 до 100 евра по единица декар да бидат обештетени луѓето. За да можат да преживеат, не да живеат, да преживеат. Барањето на земјоделците е иницирано и од тоа што искуството покажало дека на земја на која се сеело ориз во наредните 2 години друга култура не успева. И тоа тие површини за друга култура 2 години најмалку не може да се посеат. Значи друга култура нема да успее. И тука е големиот проблем. Дека пренамената на оризовата површина не е едноставна, потврдуваат и експертите. Земјоделците се принудени да користат широка палета на пестициди во форма на хербициди, кои што имаат нешто подолго дејство во почвата, 2, 3, 4 зависи како вид на хербициди употребен месеци, кои што со толожењето во почвените слоеви со текот на 20, 30, 40 години имаат некое продолжено дејство во нив. Имено ако сите околуваш произведуваат ориз, сите површини се потопени со вода, така што и вашата површина, иако не одгледувате ориз, ќе биде потопена со вода. Тоа се главните услови кои што придонесуваат оризните површини да не можат да бидат веднаш преведени во друг вид на производство. Поради ова, земјоделците ќе бараат надокнада од државата, но и дека ќе ја добијат, малкумина веруваат. Га ги дадат, ама доека не видиме, не верувам. Помош ли ќе ви бијат тие 100 евро од декар да ви се исплатат? Помош нешто 50% да помогнат, повеќе не верувам. Ѓубри, ај сега нафтата малку намали, ама ѓубривото не ги намалуват, газите ќе ги продават. Колку декара вие имате? Па имам 10-12 декара. Инаку на територијата на источниот регион има околу 4800 хектари под ориз. Минатата година приносите беа намалени за околу 100 килограми од декар. Наместо некогашните 25.000 тони јарпа, лани беа ожнеани околу 24.000 тони. Причина се задоцнетото наводнување и честото прскање што доведуваат до лоша вегетација.